Jaz sem Mirjam. Sedam na masavi in pijem kavo. Se napet bolka kava. Potom zapali v cigar. Se sluša tivka muzika. Pušam. Živem. Izmorena sem. Izmorena si? Da, izmorena sem. A i mnogo me boli grbo. Nikako da otidam na doktor. Bolkata v grbot mi je profesionalna informacija. Работам како секретарка. Столот ми е стар. Нема пари за ново време. Пак го скратиле буџетот. Идиот. Таму на зидот. Каде? Токму под сликата од Исус се собрала појажа. Не знам како порано не видов. Не си видела? Лажа. Видов. А и секогаш таму се собира. Ама немам волја. Секој ден. А и многу сакам кафе. Што? Многу сакам кафе. Пијам и по 5 на ден. Во четврток и петок ми се тресат рацете додека ги пијам премногу кафе. Го сакам ова наша кафе. Никогаш не е исто. Никогаш. Јас варам многу добро кафе. Мислам дека ќе полудам наскоро. Ви кажав дека се викам Миријана? Кажа. Ви кажав. И денес бев на работа. Рано станувам дека се води. Не го сакам станот. Старе тече има мука. Вероника доаѓа од училиште ова време. Средно некое. Не можам да се сетам на името. Гимназија, мислам. Уште има гимназија? Нема веќе ништо. Понекогаш сакам да речам. Ме сакаш, мамо? Те сакам, Вероника. Многу те сакам. Денес добив кец. Избегав од 6. Нема да ти кажам пошто ме сакаш. Денес беше облачен. Зедов чадор, ама не го отворив. Гроздана доаѓа ова време да пие на кафе. Нејзиниот маш не е добар. Мојот маш е добар. Сношти рано заспам, ама рано и стана. Кашлам многу наутро, а тоа мене многу ме нервира. Гроздана вели дека мажот и често кашла наутро.
Мажите често кашлаат наоке, може би од цигарите. И јас кашлам. Утрава е тресна вратата 2 пати поја по автобус. Мислам дека така ми дава до знаење кој заработува во нашата куќа. Му се јавив на работа. Прво го опцув, а потоа го прашав зошто го пособрав. Ми рече дека не се сеќава. Мажите понекогаш забораваат. Да, мојот маж понекогаш заборава. Ќе ја испушам оваа цигара. Ќе запалам друго. Ќе се напијам булка кафе. Седам и молчам. Што? Пушам цигара, пијам кафе. Размислувам. Се плашам од своето молчење. Луѓето кои молчат се сомнителни. И? Што се? Треба да се зборува. Не знам веќе што е нормално. Имам ќерка. Имам 35 години сеќавање и мислење. Тоа е се. Баш се. Вела дека светот е голем. А јас сум била само еднаш во Швајцарија и тоа е се. Ќе мора да верувам дека е така. Ке мора. Како и на оние што вела дека кога ќе умреш одиш нама. Тоа би било баш убаво. Да отидеш нама. Ја сакам силата Бога. Светот е топка шарена, топка шарена, топка шарена. Здраво, Мирјана. Здраво, Гроздана. Настината си? Не. Ти како си? Еве. Добро. Да, добро. Чудно време. Некако чудно се чувствувам. Да, утрава не сум баш добра. Одга стана. Може да ти е низок притисок. Да. Не, сношни праве повод. Тоцна си легна, беше околу 2. Првите ги фрли, гледа серија, ставиле нов глумец. Се шеташе гол, па се загледа. И загоря. Многу бев нервозна. Правам добри колачи, иако мојот маж вели дека правам секогаш исти. Мислам дека не ти донесу. Не? А може да ти донесу. Да. Пред малку, додека се мијав, помислив дека можам да се убијам. Можеш. Но тоа нема да го направиш, нели? Не, нема. Дури по 2 години. Ама не кажам Гроздана. Јас сум ти пријателка и знам да чувам рајот. нема да оставам во рака. Се, соседите ќе знаат што се направи. Ке ми држал? Не, А нему? не. Ама тебе ке ти држал, нему? Да, Гроздана. Денес е некако облачно, цел ден. Да. Не излегував денес, имав лепот вчера. И јас си оставам така да го получи. Само малку ќе го потребам. Јас знам и да го замрзнам. Така може да стоим неколку дена и пак е свеж. Само треба да се јаде топло. Да. Толку. А ти што готвиш? Ништо. Водоцна. Да, тебе не ти се Гроздана. Вероника сигурно најдела нешто во град. Подоцна ќе каснеме нешто на брзина. Да. Времево е за никаде. Одам на све.
Здраво, Милијана. О, здраво, Ангице. Тебе не сум те видела одамна. Како си? Добро. Ти? Добро. Драго ми е. Убаво изгледаш, Ангице. Да? Да. Ми се допаѓа твојата коса. Имаш нова фризура? Не. Ми се причини. Си купив нов гердан. Може би поради тоа? Да? Да видам. Леле, Ангице. Многу ти е убав. Скапе, ама... Многу ти е убав, Ангице. Ти благодарам. Мажот ми тука? Да, тука. Се подготвува да стане. Благодарам. Хајде, будам и јас. Ајде, Ангице. Ей, Бързаш? па, одам на работа. Да. Мора да се работи. Ти треба? Не, онака. Имам малку време, ако ти треба нешто. Не ми треба нищо. Само сега да те поздравам. Вреден си гледам. Капитализмот ги сака младите. Нам добро ни стојат униформи. А искаш дека ќе то напредат? Да, и јас мислам така. Секретарката на шефот ме поздравува. Сме заслужници. Верувам. Сега на вистина, морам да одам. Да, времето е пари. Не бе, парите се време. Извини што вака. Се гледам. Се гледам. Ти си ми маш. Да. Јас сум ти жена. Драго ми. Како си? Шешко. Отворена прозорецот? Трябваше да ставим бикини. Требаше. Не сакаш. Сум заборавила. Имаш ли омилена боја? Имам. Која ми е мене омилена боја? Сина. Добро. И тебе исто така. Не. Ја мразам таа боја од дното на душата. Дали имаш оцен горен сега денес? Не. Зошто? Не знам. Ја мислам. Ќе му се јавам. Добро. Чекай. Што е? Изморена си? Малко. Изморена си или не си? Изморена сум. Здраво. Дојде? Дојдов. И? Како си? Добро сум. Возот го отснеше, ама тоа. Требаше да ми се јавиш. Ке дојдев ќе да се видим. Не ми е тешка торбата. А ти си на првка. Да. Седни, ајде. Малата не е дома? Не, ама сега ќе дојдем. Добро.
седмина. Добар е. Кој? Станов Мирјана. Знам дека има прашање. Не стигнав ништо да средам. Имав многу работа. Јас ќе ти помогам. Кога ќе одиш утре на Бели? Во 8. Морам да станам во 6 и мора да ми кажеш со кој автобус да одам. Таксито е многу скап. Ме чинеше 200 денари до утре. Морам да стигнам во 8. Морам да внимавам, имам бројче. Морам да стигнам во 8. Кога мислиш да се вратиш? Можам и утре. Мислев, Утре има многу работа. Лудница. добро, Милија. Може утре да се вратам. Мислеше да останеш? Мислев. Ако сакаш да останеш, остани. Нема проблем. Вероника ќе биде тука и соседите имаат ключ. Не, ќе си одам. Во ред. Добро, Мирјана, утре ќе решам. Во купето еден старец пушеше цел пат. Мислам дека испуши 2 пути. А колку смрдеше, страшно. Немој поради мене, Мирјана, не мислев на тебе, само веќе. Не е важно. Јаков, Што е? буден си? Мислев дека се заспал. Кажи. Ништо. Само размислував дека утре би можел да отидеш во месарница. Немаш веќе месо? Па имам малку, ама наскоро ми е роден ден. Ти се разбираш во тоа. Тебе месарот секогаш ти дава најдобро месо. Што, пак те заради? Не, само подобро е да одиш ти. Ти секогаш купуваш подобро. Добро. Кога ти е роден ден? За 2 дена. Ќе викаш некој? Соседите ќе дојдат на торта, ама мислев јас и ти да јадеме јагнешко. Удамна не сме јаделе. Добро, ќе купам. Добро. Само сака... Пијам се. Славиме 40 години брак следниот месец. Те славиме во црква. 40 веќе? Да. Годините летаат. И јас се изминав. Ќе славиме прво во црква, а потоа на ручек во ресторан. Многу поканивте? Не. Само тебе и тие кои таткови кои уште не изумреле. Знаеш дека ќе се навика како на другите. Мора да дојдеш, Мирјана. Добро, ќе дојдам. И попот Киро ми се јави пред некој ден. Ме праша како си. Ми рече дека чул дека си разведен. Што го боли Нема него? да чуваш, Мирјана, помога. Си се причестила за Божик, па затоа праша. Сум заборавила. Долго не сум била во црква. Разведените не смеат да се причестуваат. Добро, извини. Сум заборавила. И како не одиш во црква? Не одам, не знам. А Вероника? И таа не оди. Па треба да оди Мирјана. Има се на свет. Цигари, алкохол, дроги. Треба да оди. Добро, мамо, ќе ја кажам. Добро, Мирјана, не му нагледнаш. Татко ти често знаеше да каже дека од тебе нема да биде ништо. Знаеш? Знам се, разбира. Велеше, од тебе никогаш нема да биде ништо. И јас му верувам. Па Мирјана не се истакнуваше посебно на училиште и не беше многу убава. Беше грдо дете. Пред малку ги гледавме слики. Беше многу грдо дете. Се сеќавам еднаш одевме на гости
А ти само што си влегла во пубертет. И беше цела слака, црвен, грмовин, а косата ти беше секогаш мръсна. Пубертетот е гадна работа. Одевме на гости кај сестра и татко ти дојде, цела вечер те гледаше и велеше да се исправиш. Се срамеше од тебе, Мирјана. Јас нешто плачев малко и викав зашто не си го наместила кревет. И јас се срамив од тебе. А јас и Тодор не зборувавме за тоа, затоа што се срамевме еден од друг. А добре, деновите бавно поминуваат, ти стануваше се поубав. Бевме може би задоволни од твојот изглед, но оценките ти беа се послабни. Но мислев, ајде барем ќе бидеш секси, па се друго ќе си дојде на стопе. Доста! Нешто. Сега сум веќе стара. Ама добро изгледаш. Кого лажеш? Одлично изгледаш за твоите години. Сакаш кафе? Не, благодарам. Сок? Не, Мирина. Колачи? Не. Јагат вози. Знаеш, кога професорката ми стави единица и градите уште не ми почнале да ми растат, ништо не рече. Си се жалела на колешките од работа. Чудно ме гледа кога доаѓа во гостиница да кајде. Плачеше понекогаш, ама ништо не ми каже. За вечера ми ставаше некако со мрза јајца и месо. 10 дни немавме, а телефонот често ги звонеше. Одеше во другата соба и ја затвараше вратата додека се жалеше на сестрата. Татко ми понекогаш сакаше да ме тепа, но беше измор. Понекогаш ми велеше да одам во мојата соба и да учам. А јас му бев благодарна. Знаеш, јас тие денови живее во страф и не можев да заспам со него. Ми беше тешко. Паднав на полагање, а не се сметав за глупа. Што ке ми е животот ако е безвреден? Ти не влегуваше во мојата соба, а јас преплашена ставав својата облека во подбар. Ти беше странец, сака барем да ме тепаше, да не кренеше раце од мене. Извини ми. Не е важно. Јас од тогаш не ти купувам родителски подароци. Кога ќе ти се јавам да ти честитам, ти секогаш велиш, еве, дојдоа многу гости, добив многу подароци, а јас не те прашувам како. Ти мене никогаш не си ми купила подарок. Доаѓаат неколку соседи, правам торта, купувам сок и тоа е се. Се оддалечи од нас. Замина во друг град. Да. И Како е татото? не знам. Одамна не сум го прашала. Мамо, таму во другата соба има ништа, па ако сакаш можеш. Секако, секако. Да не пречам. Не е грустен. Седни си. Извини, не знам дека и таа стига. Дојдов зашто ми стане некако задушливо. Печката во која ќе субјам за 2 години се расипа и пушта плин. Морам прво да го поправам. Како ќе правам повеќе за Божи? А како ќе субјам за Велика? Грозда. Имам еден добар вест. Ти благодарам. Ќе ми дадеш број? Да, се разбира. А ќе ми запишеш? Немам пенка во Грозда. Ти благодарам. 078 513 045. Веле. Веле се ми така. Добро. Одличен наставник. Поглед. Ти работиш нешто? Па наскоро. Сега ти си. Еве, само што не сум прикана.
Баш сум се замала. Облаци, цудаци. Добро, Гузда. Ода. Оди. Пак ти. Напоменување се. Тебе постана, знаеш. На вистина? Кога? Пред малко. Много ти е малко. Извини. Малко е несреден. С нощи гледах некој филм. За возраст. Филм. Го купив пред 5 години. Филма. Стана бе. Стана. Тој да продаде во телевизор. И звони телефон. Мене? Да. Извини. Ало. Добро вечер, директоре. Ајде, добро вечер, директор. Како сте? Ние сме добро, а вие како сте? Одлично. Одлично. Вечер сме малко. Ајде. Да. А зашто ме барате? То. Сега да ви кажам, помина камиони на граница. Сите? Да. Ле, то. Кажи ми колку бора? 20, ама ако ги најдат 5 и 6, 10 години. Аха. Кој рече 5 и 6? Да, пази ги. Добро, добро. Фала ти многу. Ај, ај. Еј, да си даеш кафана после. Ова бе. Ајде, чао. Тоа се. Заврши? Завршив, извини, мака не знам, това е. Не да стана. Сега ќе му продадам. Моите ќе земат кредит, па ја ќе се купам. Знаеш, добро што не така. Зошто? Много ти е малко. У Германија најлошите социјални случаи живеат во такви стане. Не ме интересира Германија. Доволен ми е, за себе на село ми се допаѓа. Ако биде нешто со Мирјана, Со Мирјана? Не знам. не си размислил? Зошто те интересира това? Видел во бањата, користиш капсули кои во паѓање на косата. Татко ми, рано покила. А добра ти е косата. За себе. Малку ми е редка тука, тој да видиш. Виде? Мирјана не сака кила. Ќе го имам тоа предвид дека Мирјана не сака кила. Добро. Ќе забаснам се на работа, веќе касно. Да, сваќам. Оди. Има и в ден. Пријатно. Тако оди. Еве оди. Да не ти се многу? Не, брзо ќе бидам готова. Сакаш да ти донесам кафе? Не треба ми. Сок? Не треба. Полажи? Не треба. Па добро. Тогаш јас можам нешто друго. Ама не треба. Да поцревам. Тоа средство не е баш најдобро. Не, Не, остануваат дамки. не гледам. Еве тука дамка. Еве тука дамка. Не гледам. Гладна си? Можам да направам ручка. Не треба. Ајде, сигурно си гладна. Добро што е. Имам пилешко, па мислев да го испечам. Добро, може. Вероника не е добро. Не, ама сега ќе дојде. Ало? Добар ден. Да наречам пилешко. Пријатно. Здраво. Сонце мое! Бабо, стигна. Пред малку. Супер. Си пораснала. Секогаш го викаш тоа. Вистина е? Да, секако е вистина. Сум се сменила? Да.
Секој баци, се полуба. Стварно го мислиш тоа? Бабите лажат. Не го заборавај тоа. Се правиле невини пред луците. Никогаш немој да го забораваш тоа. Нашиот живот е во ваши раци. Борба за обстан. Јас сум узуно против за Благодарам. Ајде, ручекот е готов. Готов. Брзо готвам. И Вероника, што има ново кајте? Како на училиште? Добро. Знаеш дека пеам? Мама не ти кажала. Не ми кажал. Знам. Епа пеам. Имам група и пееме супер работа. Претежно странски. Сега е во фаза кога сака да биде пријачен. Тоа не е само фаза. Ќе видиме. Баба, супер ми. Баш супер. Пред некој ден дечки не слушале пред гаражата кај што свириме и рекоа дека сме супер. И тие имаат еден бенд, се викаат Свемир. Си чула за нешто? Да. Не. Не е важно. Имаат бенд, свират добри работи, еден спот им се врти по телевизија. Знаеш како се гледа на SoundCloud? Не. Па пратив песни, одлично би се правила. Мислам, супер пеам и ако имам пари би можела да снимам албум. Албум. Албум? Одлично би се продавала. Пратив песна, да снимивме, ти викам, преку SoundCloud. Знаеш сега тоа што е? Не знам. Не е важно нешто на интернет, пошто интернет знаеш што. Беа вообще. Ми рекоа дека пеам супер. Да имам пари, сигурно би успеала во Америка. Така е многу лесно да се сними албум, само треба да се плати. Немам. Ни јас. Не треба многу и не треба никој да познаеш. Ке си платиш, ке ти дадат студио и се друго. 100% би успеала. Осеќам дека сум талентирана. Тоа знам тоа. Понекад навечер, пред спиење, се мислам дека имам богати родители, кои ми снимиле албум. И дека пеам на некој огромен стадион. Сега тоа го сумам. И сите ми викаат дека супер пеам. Вероника јади. Не, баба, јас сум многу талентирана. Стварно, имам голем талент. Драго ми е. И јас пеев кога бев млада. Да? Да. Мајка ти не ти кажала? Не. Мама, зашто никад не си ми кажала? Не е важно. Неколку пати во гостилница. Гледаш? Добро пеев. И јас бев талентирана. Како тебе да знам. Јас сум поталентирана. Сега. Знаеш, баба, јас сакам да сум славна. Јас знам дека го можам. Да? Да. Јас добро пеам, ама јас стварно добро пеам. Вероника јади. Не! Баба, сите ми викаат така. Сите. Јас мислам дека не лажам. Јас знам дека не лажам. Јас сакам да сум пејач. Славна, бабо! Сакам да сум срекна. Сакам да сум слава. Сакам да сум славна. Срекна и сјајна. Најголема звезда. Најсјајна звезда. Беше еден менаџер, не успеа. Па треба и малку среќа да се има. Талентот не е доволен. Јас знам дека добро пеем. Не сум ни глупа, ни глупа. И јас добро пеем. Само никогаш не пеем. Така. Не ми е до пеење. Не ти е. Не изборувам често дека е многу добра. И дека треба да мисли и на училиштето, и на животот. Уште лета со тоа памет. Луѓето не може да лета. Да може, Господ би ни дал крил. Мамо, што е тоа живот?
животот е шолја кафе. Мамо, што е тоа љубов? Љубовта е далеч испод телевизор. Мама, што сум јас? Ти си моје дете. Мамо, што е тоа дете? Ти си моја љубов. Мамо, што е тоа љубов? Ништо. Мамо, мамо, спаси ме. Аде, Во 5. колку е час? Треба да станеш. Добро. Што е? Имав лоши совиште. Пак. Мислам дека е полна месечина. Не е полна месечина. Беше минатата недела. Добро, може би е пак. Добро, не е важно. Спи. Не можам да спием. Да не сакаш нешто? Не, Да ти направам чај? не треба. Морам обед. Овој. Немој во левот. Не работи. Ти се гледа градникот. Што? Не прави се луда. За копчек сам. Извини, ама не разбирам. Имам јас пријатели. Се знам. Што знаеш? Знаеш ти. Не мислам. Така испад. Се случи. А кој ми рече дека не работи? Левот. Благодарам. Кажи. Како е мало? Добре. Може да дојде кај мене ова лето, ако сака. Не сакам. Не си ја ни прашал. А што мислиш? Што ќе кажам? Треба не и за да прашаш. Добро, ќе ја прашам. Добро. Ќе пратам следниот месец. Аха. Не, навистина, ни тргна. Драго ми е поради тебе. Ти како си? Еве, добро. И мене ми е драго за тебе. Се уште ли работиш во министерството? Да? Знаем дека ќе успееш. Имаш некој? Ајде, немој сега за тоа. Што, секојаш беше згодна девојка? Немам никој, добро? Добро, извини. Не требаше да те прашам. Ти се уште си со таа? Да. И како е таа? Супер. Еве те поздравувам. Што? Таа го слуша разговорот. Па, да. Иле сино. Не зборувавме ништо лошо. Можам да ти кажам да излезе од солта. Фани, ајде. Не ми кажувај ништо, што ти е? Фани, ајде да излезе, морам уште нешто да ви покажам. Остави ја. И така сме готови. Добро. Поздрави. Фани, еве и таа тебе те поздравува. Да ти имам сега излезе. Добро, поздрави ја подоцна. Да, ако не заборам. Се Малата кога се враќа од училиште? за половина час. Може да побарам? Немој. Утре има тест по математика и не сакам да се возмени. Што, се уште? А што мислиш, Симон? Па не знам. Да. Плаче. Секојаш добро се држи дека разговарам. Минатиот пат ме праша каде точно живеам. Добро, Симон, добро. Плаче. Немој така, не е вистина. Добро, не е вистина. Не ме лаже, не сум глупав. Оди еби се, Симоне, кој те лаже? 5 години воопшто не се јавиш, што очекуваш? Плаче малата секогаш кога ќе се јавиш. Како тоа почна да праќаш честитки за Божи? И не ги пишуваш ти, туку таа твојата. Повторно викаш. Симон, престани. Не можам гласот повеќе да го слушам. Те мола, престани. Само престани и ќе се чуеме, добро? Добро. Само кажи ако сака да ме побара. Добро си. Чао. Чао.
дошол. Јас еднаш го имам пари, си купив 300 така, од бувља. Не беше многу скапо, а носе другите се големи, Извини, од како? од бувља. Од бујдек. А оваа не е премногу свечена. Таа ќе се потера. Веројатно. Следниве години носам кошари. Мислам дека тоа ми ста. Малку сум... Како се викаше? Малку сум... Како се викаше, бе? Да! Ми текна, бе. Малку сум нервозен. Да, малку сум нервозен. И јас. Мислиш дека ќе биде добро? Не знам. Знам дека не знаеш. Само прашувам што мислиш, дали ќе биде се добро? Не знам. Не знаеш. Па посакај ми среќа, бе. Не сакам. Кој е тој? Кој? Тој, Мирјана, тој. Колега од работа. Никогаш не сум го видела. Па каде би го видел? А не знам, може би на телевизија. На телевизија не. Добро, ја познава Вероника. Си уште е рано. Но знае за неа. Секако мамо. Не сум дете. И нема ништо против. Нема да се мажам, мамо. Значи ништо сериозно. Ништо сериозно. О, Богомир, ти си во години... Мамо, не почуј. Морам да одам. Ќе ти биде ладно. Да ти дадам еден мој црн шал. Не. Ама не е старечки, Мирјана може да го носат и млади жени. Го купит во реновирана продавка. Мамо, морам да одам. Го наместив криотот, нема да се вратам. Кажи зошто ме остави и ме одли со тага, дека среќна заборави, беше сон ти. Кој ли сега ти одграда, срцето ти го града, сега знај дека секаде лекото гледам твој. полека. Извини, малку вино да ми удри во глава. Добро играш. Мислиш? Ниеднаш не ме сгазвал. Тоа е вистински успех. Успех е. Со какви се сум излегувала. Со многу? Ти значи нештото? Не, туку... Не плаши се. Не сум, мислам, бев во фаза кога сакав да се заљубам, па затоа излегувам. Ако сум разведена, не значи дека сите мисла дека треба, знаеш, дека мора веднаш, уште првата вечер. Будали. Да, удали. А зошто си со мене? Сериозно прашувам. Не знам, Луцио. Дали беше добро вечер? Да, Луцио, да. Не звучиш така. Навистина беше добро, ти кажам. Би сакала да се повтори? Да. Сериозно? Ти? Секако уште утре. Не можам, Луцио. Не можеш утре. Па друг пат шо? Да седнем. Ајде. Луцио, драга сум ти, нели? Да, драга се. Колку долго? Гледав на работа. Згодна се, луѓето те сака. А ти ме сакаш? Да. И аз тебе не те сакам. Знам. Не вери во тоа, ме боли. Сакам да знаеш. Знам. Немој да повторуваш. Сакам ти да ме сакаш повеќе. Така ми одговара. А ти пречи тоа? Не. А подоцна, кога ќе остарам уште повеќе,
Не размислувам за тоа. Луцио, не забележа како не гледа луѓето кога влегува во ресторан? Не ми пречи. А кога тие луѓе би биле твоите родители? Ќе биде важно само да бидеш добра со мене. Луцио, глупости зборуваш. Добро. Ќе се преправам дека тоа воопшто не ми значи. А потоа може би брат ми ќе се ожени и мајка ми може би ќе биде среќна. Може. Има убава внеча. А ти нема да танцуваш. Ќе те болат нозет. Ќе пиеш вино и ќе пушиш. Но нема да ме оставиш. Не знам. Мораш да ми ветиш дека нема да ме оставиш. Никогаш нема да те оставиш. А јас тебе? Не размислувам за тоа. Ке плачеш ако те оставам? Мислам дека нема. Ми одговара. Но запомни, Луцио, Да. ти не смееш да ме оставиш. Јас ќе те оставам тебе. Ќе те оставам еден миг пред ти да ме оставиш мене. Важи? Злато, оди да спиеш. Ако си гладна, има и од вечерата. Нема. Нема да те слушам. Ти ништо не знаеш, нема да спијам. Ајде, немој така. Утре си на училиште. Треба рано да станеш. Се надевам дека се напишеш. Доста, мамо! Ти ништо не знаеш. Да, ги обреков твоите штикли и вечерно додека ти си тука, јас ке шетам по кратот. Имам добар газ. Го кажа тоа пријатели. И момците во класот чисто ме гледат показано. Јас се шетам. Гледам за звездите, мамо. Вероника? Закути, мамо! Мамо, знаеш ли, мамо, дека до Америка има само 7 часа лет? Да, мамо. До Америка има 7 часа лет. Тоа не е многу. Тоа е како кога одевме на море. Со воз. Возот се расипа. Ама авионите не се расипува. Тие само паѓа. Ништо нема да почувствуваш. Мамо, до Америка има само 7 часа лет. Може да се вратиш истиот ден. Ќе одиме за ручек, така ќе се вратиме за вечер. Ама, тоа е толку близко. Ама, јас понекогаш замислам дека ти си друга. Нема да се лутиш, ама понекогаш мислам дека ти не си вистинска мајка. Дека мојата вистинска мајка ќе се појави во некој скап палт. Ќе се некој скап надосак. Ќе ми рече, ти си Мике. И ќе ме однесе некаде дали. Во Америка. Мама, извини, јас те сакам, ама ти не ме разбереш. Јас стварно пеам добро. Сите ми викаат дека пеам многу добро. А знам и да глумам. Можам да бидам славна мама. Може. Не е важно што ми рече тој. Многу успеале, а не биле слаби. Јас ќе бидам богата мама. Јас го можам тоа. Само морам да бидам на сцената колку што можам. Може би некој ќе ме види. Морам постојано да се пеам. Може би некој ќе ме чуе. Морам да одам на твоите штикли како да не знам зашто ти си ги купила. Не, мамо. Тебе не ти се допаѓа како пеам. Ама на многу ми не се допаѓа. Тоа треба да го знаеш. Пратив песна во Америка. Кај нив? Сега е ден. Додека кај не сме. Мама, јас веќе не можам да спијам. Постојано се трисам и
Не да ми се чините. Сите ја гледам ми се чините. Дури и дење. И американците. Зачината е близко. Се поблизко. Замисли, мама, само 7 часа. Не, мама. Не треба да се спи. Треба да се живе. Утре ќе облечам мојата омилена мајчина и ќе шетам во град. Сите ќе ме гледаат. А от време на време ќе се запаја. If you want me to, I will be the one that is always good, and you love me too, but you'll never know what I feel inside, that I'm really bad. Little trouble girl. Да. Ке пеам и сите ке чујат колку прекрасен глас имам. Дури и ти. Иако немаш пари. А потоа ке се појават моите вистински мајка и татко. Ке ми зборуваат колку сум добра. Колку сум прекрасна. Дека сум убава, дека сум прекрасна. Дека сум. Дека... Мамо, Злато, оди да спиеш. Глава ти е пригрета од дневната соба. Ако си гладна, има и од вечерата. Ајде! 7 часот. Колку? 7. Си. Да сварам кафа? Не, ќе пијам во фирмата. Значи да сварам. Добро, ајде. Ако сакаш може да купаме нешто за јадење. Брзо ќе се вратам. Не, само па. Добро. Леле, види, ми падна шолја. Се скрши. Много е тажна тоа. Тажна, а не плача. Обично плачам за вакви работи. Дори нема ни да се нервирам, туку ќе му кажам ова. Господи, мили драг, тоа ми беше омилениот компот. Ми го даде неговата мајка. Толку време со овие шолји во семејството. Сигурно биле схапли, не бил нека екзотична земја. Колку сум несмасна, Господ. Видиш ли како? Неговата мајка, која неочекувано ќе дојде идната недела, сигурно ќе забележи. И ќе рече дека требала да им ги даде на брат и неговата жена. Ако има две деца, успела да ги чува и да праќа мејлови со еколошко содржина. Многу си несмасна. Да, знам, тоа често ми го дела. На мајка му тоа е омилениот компот, од најдобрата продавница. Може би има црна. Мора да има црна боја, па таа е секогаш во црнот како умре мажето. Пред 10 години. Не сум сигурна дека има црна боја. Знаеш, господи Ангице, и тој ужива да бјуцка баш од оваа шолја. Се чувствува важна. Од оваа шолја пил и дедо му. Важна традиција. Важна да се трае. А јас сум сува билка и наскоро ќе не знам. Се е во ред? Да, ситница. Една мала ситница. Мислев дека ќе заплачеш. Ма што зборуваш, господи Ангице? Па јас не плачам пред луѓе. Дали си готова? Мојот маж сега ќе дојде. Сега јас. Не смутиш. Јас само ќе зачистам. Прави се дека не сум. Не знам. Ќе бидам брзо. Не плачеш, бе, мола. Не плачам. Што ти е?
Ти го сакаше ова? Ти ме викна. Да. Јас. Не е важно. Ми изгледа како да жалиш. Жал. Јас постојано жалам, па што? Остави ме, те молам. А нели бев добар кон тебе на работа? Ништо лошо не направи. Знам. Извини, Јаков, јас сум виновна. Не. Немој така да зборуваш. Никој не е виновен. Немој така да зборуваш. Да. Никој не е виновен. Мислев дека нема... Јаков, замолчи. Не знам што ми беше, нема да се повтори. Ама ти... Јаков, престани! Досаден си. Вие жените сте навистина чудни. Имаш состанок од два. Знам. Чекај. Кошулата ти е извалка. Не можеш таков на состанок. Ке ти купам нова. Стави на сметка на фирмата. Добро. Каква сакаш? Не знам. И? Сам ќе си одберам. Анкица сигурно направила кафе. Ако сакаш. Не сакам. Ти благодарам. Мите мора, мите, добра со сите, моми фина песна, мала стара песна. Мите мора, мите, а јас седам сама, чекам да ми дозволи да се вртиш. Свали горко. Не знам къде колко шега сакаш. Стави се сам. Дали нашиот син Горијан има 10 години се јави? Не, Требало да му се јавиш. ќе му се јавам. Прашај го да не му треба нешто. Ќе го прашам. И се јавив на Мирјана. Да ни прави кафе наутро. Зошто ти се јави? Само да ја кажам дека не треба да вари кафе. Зошто жената да се мачи ако веќе си пиел кафе? Ти не си нормален. Зошто да се троши кафето од фирмата на потребно? Што ти рече? Ништо. Дека нема веќе. Немој да и се јавиш. Зошто? Немој веќе да и се јавиш! Добро. Нема. Добро утро. Добро. Спиеше? Да. Еве се облеков, па ќе одам полека во болница. Да не сакаш кафе, сок, колачи. Добро. Денес си малку подобро време. Важно да не бъде. Да, не е така ладно. Вероника уште спие? Да. Нема првчас денес. Убава е. Сега е во пубертет, па малку се милука. Имаш ли некакви проблеми со неја? Какви? Не знам, прашувам Мирјана. Во пубертета. Нема проблем. Во пубертет. Добро, не мислев ништо лошо, гледам дека добро се сложувате. Само не прашувам многу за татко, него ми спомна. Не го спомнувам. Ама во очите се гледа дека мисли на него. Се јавува? Се јавува. Знаеш, много е интересно. Аха. Сам човек од туѓа земја, Да. а уште е со она? Да. Уште се знае. Тоа веќе е долга врска. Е,
Мамо, И ти ќе си најдеш Миријана. мамо, не почувай. Имаш бројче, ќе залетиш. Добро. Одам. А ти кога ќе одиш на работа? Наскоро. Аха. Сакаш јас да те однесам, не ми е проблем. Не треба ми. Чао, Мирна. Чао. Ајде. Како ме празно, бе? Знам. Како е вака? Да ти се серам во главата, да ме пајака да се не, мал. Пајака. Ти ми даш ли нещо? Анкил. Pa dobro, što? Ali ti ne. Ti kako si? Dobro, evo. Evo, ovo je ne. Pa moje. Kako je? Ovo je moje. A izvini, samo da prašam. Kaj treseš? Pa ne znam, ja to obaram. Ne, braj, to je. Работиш u Германија? Da, Да. Што работиш? Ločka. Турска. Има работа? Ima. Јако. И како од квадрат имаш? Da, kvadrat. Kvadrat взимам 6 евро. 6 евра. Da. Ама kao za tebe 50. Као за мене, можам ја плочки ке лепам долу. А знаеш што? И да лепам нема те да те викнам, да знаеш. Dobro. Абе. А Миријан имала дете, а? Da. Убаво име има. Војданка. Не бе Војданка. Убаво име има. Венцислав, не бе Венцислав. Вена, не. Вилма, не. Како на В е така? Много. Како се викаш? Валентина, не бе Валентина. Весела, не бе Весела, кој се вика Весела? Како се викаше, бе? На В е сигурно така, не да се прокавац. Викторија, не бе Викторија. Ле, знам како се вика. Винета. Не бе Винета, ти ја генерација, не се вика Винета. Сигурно я знаеш? Ја знам 100%. Ле, да ми текна, бе, сад 100% сум сигурен. Вероника. Браво. Убаво име има и. Благодарам. Што благодариш? Благодарам. Изгледа ќе ме нарекува тате. Тоа се случи. Миријана се жали дека воопшто не се јавуваш, не ти е срам? Како не ти е срам? Годините минуваат кога работиш. Забораваш. Забораваш, ти забораваш, не јас. Наскоро, јас ке седнам на маса со Миријан и Сон. Јас ке ја прашувам како поминала на училиште.
ќе пишуваме состави заедно. И ќе ја задевам за момчињата во кои ќе се влюбувам. Поздравлja. Што ти е на тебе гојда проблемно, пане? Што гараш на креатив? Ништо. Си размислила. Каде е баба? Во болница. Добро. Што е? Ништо. Што не смеам да седам тука? Смееш добро. Смееш. Сакав нешто да ти кажам. Еве. Знам дека е рано. Но ти најдов кондом во јакната. Зошто ми чепкаш во јакната? Немој сега да паничиш тамо. Тоа не е ништо страшно. Случајно беше. Добро, што? Сега следува сексуално воспитување? Не. Само сакав да ти кажам. Не знам ни сам. Колку долго? Имам сексуални односи? Да. Што ти е тебе, Гајна? Тоа е моја работа. Вероника, јас сум ти мајка. За се сме зборувале. Зошто си таква? Мајка. Тоа си. Да. Мајка. Да. Гледам, ти си мојата мајка. Дај ми ја раката? Да. Ти си ми мајка. Како може да заборавам? Вероника, имаш очи како мој, коса како мој, глас како мој. Како можеш да зборуваш? Да, ги имам твоите очи, усни, коса. Како може да заборавам? Ти си ми мајка. Не сакаш да личиш на мене. Можда. Знаеш, да имаш некој дом за мајки, никад не ми те одбрави тебе. Мајките не се види. Ни керките. Не. Која си? Мајка. Зошто сум ти керка? А која си ти? Не знам, зошто сум ти јас керка? Не знам. Си ме доела на тоа, не се сеќавам. Јас се сеќам. Ме заспиваше, ме хранеше, ме тепаше и ми се дереше. Никогаш не сум те тепала. Ме Вероника. мразиш и ме сакаш у исто време. Неколку пати на ден. Сето тоа не знам зошто. Вероника, Синоќ ќе биде како бацутичко. Ми кажа дека убава и дека сум зgodни. Ме бацуваше по вратот. Знаеш дека често патува со авион? не. Еднаш кога патувал му наточила шампања. Прекрасно, Вероника. Изгоден е. Не сакам јас се постарим. Не сакам. Но со него беше лесно. Беше убаво, мамо. Не можев тоа да ти го кажа. Не се таки. Јас наскоро ќе заманам и ќе зборувам друг јазик. И ти нема да можеш ништо да ме разбереш. Вероника, имаш само еден јазик душо. Тенок е и рапав како мојот. Само еден јазик душо. Мама, Ајде, стани. Ќе завршиш за училиште, јас идам на работа. ќе поспим уште 5 минути. Немој повторно да заспиеш. Нема алармот ќе ми звони. Добро. Чао. Ти ја испегла пуштула. Кажа дека забавата е вечерва. Мораш малку. Да. Заборави. Вчера купив еден пустав во продавницата на Ана. Да? Не е скап. Наскоро ми е роден. Ако ти треба пари, кажи. Не, не ми треба пари. Ана ми кажа дека ќе намина на забавата. Да? Така ми кажа.
Дека може да дојдат и жените ако сакаат. Ако сакаш, можам и јас да дојдам. Не, нема потреба. Можам и вино да купам. Знаеш како изреагирам минатиот пат. Добив многу комплименти тогаш. Нема потреба, ни јас немам многу да се задржам. Ќе одам и на фризер попладне, ќе го облечам новиот фустан. Убаво ќе се дотерам. А и виното... Што ти? Ништо не ми е. Ти не сакаш да дојдам, така? Нема потреба. Затоа што сум глупава, така? Не си глупа. Не знам јас. Ти така ми кажа минатиот пат. Зборуваше за работи кои не ги разбираш. Кажа дека сум грда и глупава. Бе, Кира, престани се. Јас ќе се дотерам, а и вино ќе купам. А секогаш добро го правам. Ангица. Не сум расположен за карање јавно на одам. Јаков, чекај. Што? Само пробај да ме оставиш. Само пробај да се расправиш со мене. Само пробај. Пробај. Што зборуваш? Да не си се осудил да ме оставиш. Јас ќе дојдам вечер на забавата, а ти кога ќе дојдам, ќе ме бакнеш и ќе ме прегрнеш, јасно? Јас сум мајка на твоето дете. 10 години сме во брак. Не те сакам веќе, како што ти не ме сакаш мене. Но, во брак сме и така ќе се однесуваме, јасно? Брат? Ајде, оди сега. Јас ќе направам ручек, ќе го средам станот. Потоа ќе се облечам и ќе дојдам. Ти си директор, а јас сум директорска жена. Твоите вработени ќе гледаат во мојот саат и ќе се прашуваат колкава плата имаш кога ја купуваш на жената таков саат. Некои ќе ме гледаат чудно, бидејќи знаат дека ме изнемеруваш со секоја втора секретарка на работа. Но, јас сум ти жена. Ти си само мој, тие мене ќе ми се плашат. Ќе одам исправено, со високо крената глава. Јас ти родив син, јас те перам, те пеглам, те облекувам и те хранам. Јас сум твоја жена, директорска жена. Ти ќе ме бакнеш, јас ќе разговарам со сите и гласно ќе се смеам. Се гледаме, Јаков. Убава си денес. Поради забавата? Не, поради тебе. Ова ми е со години во шкафот. Знаат за нас, знаеш. Не знаете дека не треба да кажам. Значи ти си кажала. Тоа е проблем. Не. Рече дека сум ти драга, па мисли... Не. Е нормално. Веќе неколку недели сказа. Добро. Тоа за мене и за Јаков не е вистина. Да? Да. Така се зборува за секоја негова секретарка. Види, Јаков е згоден наш. Да. Згоден. Вечера на забавата, јас ќе одам понатаму. Нема да те пречи што нема да одиме заедно. Не. Не мора да одиме заедно. Добро, кажеш. Сакаш уште нешто да ми кажеш? Вчера ме загледа онаа на рецепција. Она малечка? Да. Малечка и сладка. Да. Сладка е. Јас 2 пати поминав покрај рецепцијата и таа 2 пати ме погледа. Фино. Да. Не можев да поверувам. Зошто ми го зборуваш тоа? Никој одамна не ми гледал така. Ми годеш. Би те лажал кога би рекол дека не... Што сакаш, Луцио? Јас сум сет послови. Најверојатно поради бандана. Најверојатно. И ти си убава. Ама таа малата... Кога сакаш да те оставам? Не знам. Ти реши се. Јас утре ќе почнам да ја се додворувам на малата. Добре, аме. Ќе мора добро да се потруди. До крајот на недела? Може четврток или петок. Забавно. А убаво не беше. Луцио,
Оди си. Ќе те оставам до крајот на неделата. Благодарам што ми кажа. Не ми е проблем. Го оставаш? Важно ти е? Не беше жена. Важно ми е да се срекна. Да? Майка си на моята кека. Ајде, не сери, Симон. Кажи ми што сакаш. Нищо. Сакам да те чуя. Мене? Да. А каде е таа твоја? Излезе. На фитнес. На фитнес. Што има лошо во тоа? Сака да биде во форма. Ја изневеруваш? Малко. Симон, ти си љубен. Само неколку пати. Некако имав среќа. Само неколку пати. И таа не се сомнал? Не, добро е, многу работи па. Добро ни е заедно. Драго ми се. Да молам немој да ме вариш повеќе. Само сакам да знам. Дали ги доби парите? Парите не уште. Ги брате пред една нела. Проклета пошта. Да, проклета пошта. Оде во Германија тоа оди многу брзо. Таму што на коња на се пошта. Да, на кој. Што сакаш, Симон? И кажа на Вероника за што му прават мозаик. Да, И ништо не сакам. сигурно си кажала како се вика. Нека напиша на интернет. Работа од човекот се. Не сака, Симон. Морам да одам. Чекај. Зошто ме бараш, Симон? Ништо. Сакам да те чујам некогаш. Не ми мине лесно во туѓа земја. Па мене најде да ме заебаваш? А зошто си таква? Мислиш дека е на село овде? Не, дела, имаш бесплатно, веќе ми кажа. Добро, да, минатиот пат не беше нела и не беше бесплатно. Тогаш спушти, ако не сакаш ти и јас. Добро, добро. Само сакам да прашам како е. Добре, И тоа е се? вчера доби петка, Супер, по што? по македонски. Јас пишам добри состојби. Еден ми објави. Еден, Добро. Не сум добар како тебе. веројатно. Ева, фани само што влезе. Поздрави. Добро. Подоцна. Не знае со кого зборуваш? Во другата совет. Зашто да се негвина непотребно? Симоне, многу си бе. Те жалам, Симоне. Навистина ми е жал. Од кога не ја сакаш? Некој време. Те молам, Симон, немој да ме бараш повеќе. Милијана, Те молам, Симон, те молам. го рече. Чао. Магиот чат и духови темнат на ова место, што гробни плочи го делат од мојот дом. Просто не гледам кај треба да се снимам. Месечината не е врага, таа е само лик, бел козатовка и мушна неспокојна. Колку е убаво да живееш во голема куќа и да живееш уште само 2 години. Да гледаш телевизија, да слушаш радио, да не отвориш врата никога. Секогаш нешто се случува. Еве, ние чекаме бебе, веќе неколку години. Мене стомакот многу бавно ми расте. Расте. Не е важно. Во детската соба ги оставам малиштата за бебе. А понекогаш испијам таму попладне. Баш убаво. Спијам во детската соба. Мајка мој ми подари проклет глупав конј од таткој. Баш се запрекна. Па јас не можам да имам деца. Но јас се правам на пut. И не го давам никому тоа прекрасно, проклето, глупаво конјче.
Тоа е незина грешка. Знаете што? Мислам дека би можел да му остави вечно. Да, баш рече. Некако го чувствувам тоа во воздухот. Затоа треба да се биде насмеан, заводлив, насмеан и тажен побед. Само малко, не премно. Треба да оставам министерство, да не читам предлоги, да не има ковара на пријателите на параки. Мене кога ќе помина тие 2 години конечно да се убијам. Здраво, Мирјана. О, здрава! Почна забавата? Не, меѓу првите си. Дода со вино. Ти благодарам, Златна. И си златна. Убава си, Ана. Да, ти благодарам. Мажот ми тука? Јаков е на состанок. Да ти помогнам нешто. Да. Може да ти сликаш салфетки? Гроздана, што бараш ти овде? Не знам, дојдов. Анкице, ова е Гроздана. Драго ми е. И мене. Грустана, имаш многу убав чевел. Ти благодарам. Ретко го носам, а на помисли. Мојот Христела. Како си? Добар. Знаеш, кој не му лесно што живее толку далеку сам. Но никако подобро е така. Тој има свој живот, а ние свој. А јас свој. Мојот кратко ги драги. Ето за живот. Гроздана, не грижи се за животот. Важно е ти да си добар. Тоа и јас ти го велам. Анкице, одличен избор си направила со винцето. Да, ти благодарам. Торта од сад. Венчален прстен. Златна пломба. Златна пломба. Мене палачите не ми успеваат тоа. Е, млада си, треба да вежбаш. Да, а не ми останало уште многу. Штета. Имаш да си купиш Гроздана и убави и ефтини. Денес мојот маж дојде дома. Јас се плашав дека ќе му остави, а тој беше добар. Дури го пцував помалку, а тој не ми замолил. Ти кажав дека го сакам? Не. Многу го сакам. Ништо не ми треба друго освен него. И тој ме сака. Помалку, ама ме сака. Единствениот проблем е што многу ја сака и мајка му, на стара курва, и што јас ќе го сакам уште повеќе. Треба да знаеш да застанеш. Да, а јас не знам. Убава се. Ајде, Гроздана, ќе биде себе. Што ќе правиш ти, Мирјана, понатаму во животот? Јас? Ти. Јас не сакам ништо. Јас само ќе живеам. Вела дека животот е подарок, а подарокот порано или подоцна за свадба. Знаете како вела. Го оставаш во шкаф. Треба постојано да се проветруваат шкафовите. Да, таму може да се да се мене. И молци. И многу. Баш убаво се поразговара. Да, баш убаво.
Šteta, Ankica, što ne saznam. Šteta na pistina. Mnogo si dobra. A kako mi reče дека se vikaš? Grozdana. Grozdana. Drago mi беше. I mene. Mirjana! Мола? Mirjana, nema долго да казаш. Дојдов да ти кажам дека денес ти удра. Околу 6. Мола? Да, мозач. Во болница. Нема да те спасат. За жал не. Утре бе толку долго ме оживува. Кога рече? Во 6. Да, Тоа е веднаш после оваа сака. Не ми се испаќа да одам да станам. Ќе појдам веднаш до болница. не треба да брзаш. Тие ќе се грижат за мене. Имаат мој број? Да, ќе го најдат твој број во мојот пат. Не грижи се, те мора. Добро. Не ми е тешко. И тоа, Жал ми. и мене. Моето сочувство. Благодарам. Ќе му кажеш на татко ти. Да, секако. Штом ќе дознам. Тој сигурно ќе сака да дојде. Секако нека дојде. Јас ќе спијам кај да дојдам. Марија, кога ќе биде погребот, те молам облечи се убаво. Добро. И немој да се причествуваш, те молам. Знам. Знаеш какви се луѓето. Да, знам. Так ништо, Мирјана, морам да одам. Бог да ме прости. Благодарам. Зашто? Што ме роди. Ништо. Те сакам, тоа го знаеш. Не. Те сакам, ама ќе плачам кога те дознам. Многу. Да, многу. Минувачите ќе ми помагаат да станам добра. Благодарам. Чао. Чао, Мирјана. Значи, вистина. Да. Груздава ми кажа. Умре пред 3 часа. Дедот ти тргна наваму, ги преспие тука до една година за телото. Ти плачеш? Да. Јас не плачам. Нема пресак. Немој да се форсираш. Ако ти дојде. Тоа не спи. Немој да се. Си јадала ли ништо? Јадам во град. Дали? Вероника? Татко ти се јави. Вели дека местел плочки во бањата некој познат германски музички продуцент. Вели дека бил многу добар човек и дека многу снимале кај. Веројатно татко ти фани и биле наруча кај. Ако сакаш, Германија не е Америка. Симон има соба. Доаѓаат празници, па можеш да отидеш. Тој да спи. Утре ми слушко, не? Не си нормално.
Добро ноќ. Лека ноќ, Злата. Јас сум Мирија. Седам на масата и пијам кафе. Пушам цигар. Се слуша тивка музика. Луѓето поминуваат. Заминуваат. А јас сум изморен.